Добро дојде во студио за господинот Ѓорѓи Филипов. Вие сте еден од пријавените кандидати на конкурсот на СДСМ за председател и еден од можните кандидати со тоа. Но пред да започнеме со вашата кандидатура, ме интересира вашите ставови, коментари за последните збиднувања, случувања околу неуспешната процедура за одземање на имунитет на поранешниот спикер Трајко Велјановски. Тоа се сепак работи на парламентот. Како функционира внатре до крај, јас не знам. Во секој случај не ми се допаѓа како заврши целата таа процедура. Можело да биде подготвено како треба да заврши. Јас тоа го следам од надвор, моментално сум окупиран со мојата кандидатура и немам некои поединости да знам. Вашата кандидатура се однесува за председател на државата. Председател подразбира водење на политика на една држава. И следење на тоа што се случува во државата. И имање ставови. И имање ставови, точно е. Сметам дека не заврши тоа најдобро како што треба и дека треба да се искористат тисти инструменти што ги нуди парламентарната демократија да се подобри таа состојба. Да може да функционира како што се правилата, правилникот на Собранието на Република Македонија, односно сега на Северна Република Македонија. Добро, има шпекулации за разни сценарии околу неодземањето на имунитет на Трајко Велјановски, заради тоа што му висеше практично притвор за случувањата на 27 април. Едно од сценаријата е всушност дека ДУИ е практично заложник на некакви сценарија и инсистирам на да кажам дека се шпекулации во јавноста, но дека практично постои закана од страна на ВМРО кон ДУИ и заради тоа ги држат во шака. Не можам ништо да коментирам, на вистина. Не сум... Дека му должат на поранешниот коалициски партнер и со тоа всушност се разнишува и коалициската влада на СДСМ. Гледате ли таква опасност? Колку што слушнав последниот изјава на премиерот Заев дека имале некои несогласувања, меѓутоа дека тие ќе бидат надминати во интерес на развојот на Република Македонија. Не можам да кажам ништо, значи за тие внатрешни случувања што се не сум конкретно внатре, ги немам тие информации што ги има актуелниот председател на пример. Не ве прашувам за информации. Јас само значи како кандидат, добро е што изјавува дека несложувањата ќе бидат надминати на демократски начин за најдобар развој на државата. Сметате ли дека ваквите коалициски превирања и турбуленции може сериозно всушност да имаат последици и врз наоѓањето на консензуален председател? Тоа е можно. Тоа е можно зашто такви работи се случуваат и во многу по-демократски стабилизирани земји, да речеме дури во Сојузна Република Германија. Последниот пат коалицијата се договараше не нормално долго време, на кое што бидејќи сум присуствувал, бев таму и за други времења кога за 2-3 месеци се завршуваа работите. Овој пат траеше 6 месеци договорањето за новата влада. Политичката култура во Германија е различна. Сепак сите коалиции се многу тешка работа и во теории на преговарање воопшто кога има коалиција е многу тешко тоа преговарање. Нормално дека ќе влија и на тоа и на разговорите околу тој консензуален кандидат. Сметам дека сигурно ќе има некакво влијание. Добро би било дека водачите на партиите да го имаат во предвид општиот интерес на развојот на државата и дека да не дозволат нивните меѓупартиски несогласувања за други прашања да влијаат и на ова прашање, бидејќи ова прашање се однесува за иднината наредна на 5 години председавање со председателствување со Република Северна Македонија. Да го има тоа во предвид, нивните партиски интереси да се ги остават на страна и нека се ги решаваат, значи да можат да соберат моќ на сепарирање на што е најбитно во моментот и што може да се стави на страна да почека дополнително да се расчисти. Значи, веројатно ќе има, меѓутоа не би требало да биде клучно за тоа како ќе се развива
тој разговор околу бирање на така наречен консензуален кандидат. Рековме дека тоа е подобра именка би била заеднички кандидат. Како вие тогаш би ги разрешиле овие заплеткани, замрсени коалициски врски помеѓу СДСМ и ДУИ? Председателот нема такви ингеренции, нити ќе има. Секако дека има со иницирање на средби, тоа би го направил. Јас би свикал една средба меѓу доколку сакаат, значи тие исто не се должни да одговорат, меѓутоа ако председателот има доволно влијание, јас сметам и авторитет, дека сметам дека ќе имам такво влијание, јас би ги свикал и би им кажал, нивота на одговорност се овие. Што е најзначено за републиката, за државата? Што е најзначено за заедницата во која што сите живееме? Па после, што е најзначено за вашите партии? Политички партии, да. Значи, секогаш на прво место да го стават интересот на државата, еве, сега Северна Република Македонија. И на сите народи што живеат во неа. Зашто нив на крајот на криштата не ги интересираат меѓусебните расправи, караници, не знам, тука секогаш има и влијание не само политички, економски, не знам каков интерес, туку има често влијание и обична суета, и обични егоа, и расчистуваат меѓу нив. Меѓутоа, да заборават, ако сакаат, ако станале политичари, треба да ослужат на интересот на државата во која што станале, на граѓаните. Да. Ајде околу вашата кандидатура. Според информациите, општинските организации практично на СДСМ се тие кои ќе предложат идни кандидати. Требаше тие до 21-ви, колку што беше во тој правилник што ни го дадоа на тие што бевме заинтересирани за... Со тоа практично паѓа во вода. Значи, завршени се веројатно тие испраќања од основните организации. Тоа значи дека Централниот одбор или извршниот одбор на партијата веќе ги има тие кандидатури, нешто и објавија во јавност дека има, освен мене, уште четворица кандидати, што сами се јавиле, а не знаеме колку се предложени. Тие што се предложени од организациите не се објавени. Само се објавени овие што се само кандидатирани, од кои што само јас јавно тоа го декларирав со програма и кажа што мислам да правиме и настапувам. Мислите ли дека пропаѓа во вода и паѓа во вода и всушност пропаѓа вашиот можност за кандидатура кога општинските организации, односно овој метод работи за останатите можни кандидати? Не мислам дека пропаѓа, затоа што јас во моето ова кусо време, бидејќи јас не можев да поднесам кандидатура додека не беа распишани изборите, додека не беше распишан тој огласот, во ова кусо време успеав да разговарам со разни луѓе, значи покрај претходните разговори одлуката дали да се кандидирам или не, меѓутоа успеав да разговарам со разни представници и на СДСМ, па и со помалите партии во коалиција кои што се со СДСМ. Значи не случајно излегов со кандидатурата и заклучив дека е можно таква кандидатура и дека веројатно голем дел и од основните организации ја поддржуваат мојата кандидатура. Може би поддржуваат и некоја туѓа, меѓутоа ја знам за мојата. Така што не сметам дека е завршено тоа и сметам дека можам да бидам еден од тие, без разлика што се преговара за... Рамноправен сметате дека би биле? Рамноправен во кандидирањето, во претходниот, да го наречам маркетинг, не да ги обвинувам другите, меѓутоа останатите што ги спомнуваат по службена должност беа нонстоп нели на медиумите. Од тој аспект тие се од однос на општинските организации сметам дека го имаат последниот збор практично. дека тука бев на некој начин рамноправен, сметам дека не бев непозната личност, иако многу ми напрашуваат кој е овој сега, од кај. Но дали ве предложиле тие општински организации? Тоа е непознаница. Тоа е непознација, јас немам видено, јас имам само зборувано со луѓе кои што рекле дека ќе поддржат. Меѓутоа дека хартиите јас не сум ги видел. Така што не можам тоа да го тврдам. Меѓутоа како и да е, ќе се знае тоа. Велите сте имале средби со разни политички партии, некои објавите јавно дека лидери, со лидерот на Демократскиот Бошњачки сојуз, со СДСМ, со некои од... Со Заев имавте средба?
Средби со Заев сме имале разни. Но по овој повод. Директно само по овој, ваша. само по овој повод, средба специјална не сум имал. Да барате поддршка, зошто Поддршка да не? сум барал во смисла на тоа, ни се гледаме на разни настани, така. Но официјално да одите кај него и да побарате поддршка за вашата кандидатура. Официјално во смисла Заради тоа што само сте за кандидатурата. конкурирале во СДСМ. Точно, само за кандидатурата не, меѓутоа покрај други работи сум ја спомнали кандидатурата, нормално дека тој рече дека секој има право и дека му е драго што еве и јас сум се кандидирал, тоа е. А меѓутоа некаква специјална поддршка да дал не верувам никому, туку секому го има кажано тоа што и мене, без разлика што јас имав, нели, и во однос на изјаснувања мои, во однос и на договорите од Преспа и договорот со Бугарија, како експерт, како дипломат, имав своји изјаснувања и го пофалив тој пристап што СДСМ го има, тоа е една од причините што се јавив на конкурс, зашто препознаа момент кога треба вистински да се делува. И тоа ти е, верувам дека го ценат, барем ми го кажале сите од Заев до други членови на партијата и на извршниот одбор дека благодарат. Помалите партии стојат ли зад вас? Споменавте со бошњаците дека сте да, сме разговарале, тие ветија поддршка што се однесува до нив. Меѓутоа тоа сепак не би го зборувал јавно, значи сум разговарал со разни од нив. Добро, е важно да се знае дали имате поддршка или не. Некои барале да не се спомнува тоа, зашто тие тек ќе дискутираат, нели? Ќе се одеш СДСМ со коалицијата, ќе преговараат меѓу себе, може да излезе таму дека некој друг кандидат има, не знам, поголема специфична тежна предност има и сега ќе излезе дека јас сум зборувал нешто јавно што тие не би сакале се чуе јавно. Ова сепак не беше јавна некоја кандидирање да може со тоа со секого јавно да се разговара. Да, добро. Да се обелодани. Некои барале, некои рекле дека не би сакале. Дури некој не сака ни слика да се направи со нив. Да се покаже ни слика. Меѓутоа, еве со бошњаците јавно се сликавме и тие рекоа дека не е воопшто проблем. Би застанале за вашата кандидатура. Доколку биде прифатена, се разбира. Нормално, доколку биде прифатено сите, односно, веројатно најголемиот партнер, мислат. Меѓутоа, сметам дека и тие ќе имаат влијание. Ако се мали, ќе имаат влијание на таа... Се разбира во тие коалициски односи, да. Сте имали ли средби со албанскиот политички блок, односно со лидерите на албанските политички партии? Со ДУИ, БЕСА? Со некои да, со некои не. Со главните лидери не. Не. Зошто не сте иницирале средба со нив? Не сум иницирал средба затоа што сакав првен да си расчитат тие меѓу нив. Дали ќе одат со коалицијот и изјавува дека ќе одат со сопствени партии. Ако изјават дека веќе склучиле договор начелна дека сакаат да разговараат за коалиционен партнер, тогаш јас ќе побарам средба. Не сметате дека сте требале да имате средба и со тоа практично да влијаете врз нивната конечна одлука? Да, со некој сум побарал средба, со некој сум имал, со некој сум немал. Не е да се каже со кој, затоа што барали да не се кажува. Јас не можам да кажам тоа што ви кажувам. Некои не сакали да се сликаат, некои сметаат дека треба таму да си рашат некои прашања. Политиката не е едноставна работа во смисла кога се работи за коалиции. Да беше само работата со СДСМ, една работа е, значи ќе се знаеше и ќе... Меѓутоа кога се коалиции во прашање, сигурно си имаат тие меѓу нив и други. Ние ваму ќе поддржиме, вие таму ќе ни даете остапки и така натаму. Тоа колоквијално наречено пазар или пазар, ма видите во една фамилија дома ќе станете са бајле, па со децата не може да се договорите дали вакви или такви патики, а не во партиите. Меѓутоа, сметам за добро е идејата сама за тој, еве да го крстиме, консензуален председател, за да се избегне со ситуацијата кога многу грдо делува, ќе се прогласи председателот као победил на избори, а другите ќе прогласат дека не го признаваат. И вие имате 5 години председател, кој што едните го викаат граѓани, другите го викаат. Овака е добро да се знае дека поголемиот дел од, поготово што сме ние мултикултурални. Да. Без разлика што македонците се најголема
Најголем етничките заедници застанале за едно име. Меѓутоа да се знае, добро е да се знае дека ние мораме да се учиме. На крајот цела Европска унија е мултикултурна. Кога една Германија тоа го призна. Да. Така што добро е, таа идеја е добра, меѓутоа и ако не биде, може и да не биде, може да се гради во вториот круг. Да, стравувате ли, еве го споменувате вториот круг, и тоа е прашањето дека всушност постои сериозна опасност да нема цензус. На вториот круг? Да. Па јас не стравувам, не го сакам ни тој збор. Ако следите што пишувам вон овие, да ги наречем политичко-дипломатски работи, пишувам книги од областа на, можем да наречеме филозофија, белетристика, поише духовни книги, во кои што избегнувам зборот страв да го употребам воопшто. Премногу ја употребувам страв. Еве само еве од вие од екраните. Одговорете тогаш на прашањето дали сметате дека ќе дојде до дека може да дојде тоа, меѓутоа некаква криза всушност на изборите. Не би требало да има потреба од страв и сакам да го охрабрам целиот народ, значи сите народи во Република Македонија, најмногу македонскиот народ, да не си дозволи ново бојкотирање, зашто гледаме дека тоа не решава ситуација. Што ќе реши било какво бојкотирање? Што може да донесе? Какво решение? Да, решение да биде Талат Џафери. И што со тоа? Ема добро, еве ќе направиме нови избори после тоа. И после тоа може да рече дека другата партија бојкотира. Што е тоа добро за Македонија што ќе се случи ако ние бојкотираме? Што? Што добро ќе се случи? Што ќе донесе тоа добро? Сметате дека ВМРО ДПМН, заради тоа што едно сценаријата се всушност дека ќе повикаат на бојкот на вториот. Јас сметам дека ВМРО ДПМН од целово искуство до сегашно Белким свати дека бојкотот не е никакво решение и дека треба поодговорно да се разгледува состојбата во Република Македонија. Не зборувам кој ќе победи на изборите. Бојкот не е решение. Добро. Ајде околу кандидатката на ВМРО ДПМН, која веќе неколку недели незиното име се знае и кампањата ја води прилично активно, зашто не може всушност да се забележи, заради тоа што СДСМ се уште нема кандидат. Кој е вашиот коментар за незините ставови? Има ставови околу името на државата, новото име на државата Северна Македонија, против Преспанскиот договор, против законот за јазиците, најавува иницирање во Уставниот суд околу преиспитување на промената на името, односно практично со тоа и Преспанскиот договор. Да бев кандидат, може би ќе ги искоментирав сите овие. Но мора да се знаат вашите ставови во јавноста. Моите ставови во јавноста. И таа, мислам дека последниот, вчера беше тоа, на некоја емисија, кажа дека мора да прифати тоа што е. Значи мора да прифати дека ќе биде председател на Северна Република Македонија. Мора да прифати дека постои Преспански договор. Но го споменува Уставниот суд, постоја. Уставниот суд го спомнува, точно Уставниот суд. Ако го споменува Уставниот суд, значи треба да го почитуваме редот правен во Република Македонија. Тој што го толкува Уставот во Република Македонија е Уставниот суд. Значи, друго е што таа можеби мисли дека составот на Уставниот суд не е најдобар. Меѓутоа некој можеби мисли дека и таа не е најдобра председателка, па ќе биде председателка. Значи тоа е Уставниот суд, поредот на нештата, ако го почитуваме правниот систем, ако почитуваме правниот систем, таа мора да ги почитува одлуките на Уставниот суд. И додека Уставниот суд не се изјасни или ако рече дека нема потреба од изјаснување, има и таква, тоа значи дека е се во ред и таа ќе мора да се помири. И таа, и јас, и било кој друг да биде избран. Инаку немам ништо против професорката како личност, веројатно си јас не сум правник. Приватно не ве прашувам, има сите квалитети, се најдоброто аспект. Не ја сметам за некаков противник во смисла ниту нешто лошо ми направила, ниту ја имам лошо. Не, приватно не ве прашувам, туку незините ставови всушност ја обликуваат незината политичка. Ако се такви, иако синоќа мислам дека малку ретерираше со тие такви ставови, свесна е за ситуацијата. Најважно што е за еден политичар? Да биде свесен за реалната ситуација. Ако не е свесен, ќе носи
ќе трпи последици и тој и самата држава. Зашто ќе тргне од погрешни претпоставки. Да. Ајде околу Иванов, вашиот став, каков председател е Иванов? Ги знаеме неговите, воопшто не може да се наречат авантури, туку навистина опасни потези кои ги влечеше низ целиот свој мандат, 2 мандати се во прашање, но особено во последниот, тоа е аболицијата, тоа е непотпишување на законот за јазиците, неприфаќање на Преспанскиот договор. Последниот негов потек е непојавување на кревањето на знаме во предвладата на НАТО знамето, говорам. Како вие би го дефинирале? Со председателот Иванов и со председателот Црвенковски сум работел долго време. Со Црвенковски и како директор на патентниот завод, кога го создававме, кога правевме секоја година манифестација патент на годината на која што секој... Тука би ви реплицирала како го оценувате исто така неговото непојавување на Црвенковски пред владата. Затоа ги ставам како овој поранешен председател, поранешен премиер, овој сегашен председател. Добро, но во ист кош секако не може Тие дадоа нивни објаснувања. Добро. Јас ги ценам. Не ги знам сите позадински случувања зошто тоа се случило, зошто не присуствувале. Јас да бев на нивно место, ќе присуствував на тој чин сигурно. Тоа е еден чин за кој што е една ориентација 30 годишна скоро на Република Македонија и конечно кога се случува. И Црвенковски е дел од придобивките всушност. Така, требаше да се присуствува без разлика на неговата одлука. Иванов не може да се стави во тој кош, се разбира. Но околу дефиницијата на Иванове прашав. Значи, сакав да поврзам малку. Толку време работевме, значи, и во Берлин, и лично немаме никакви лоши релации. Сметам дека во последно време со некои негови реакции не придонесе за ширење на прифатливост на Република Македонија позитивна во Европска Унија и во НАТО. Со тие потези неговите потези всушност го уназадија тој процес. Точно. Не ги знам причините зашто тоа го направил. Знам дека бил се залагал и за влез во НАТО, и за влез во Европска Унија. Зошто ги направил тие потези, тој самиот знае, некој објасни, некој не објасни. Меѓутоа, ќе повторам уште еднаш, за секој политичар, па и председателот, пред се треба да го има интересот на државата што ја представува. Да. Добро. После неговите лични, неговите партиски и други интереси. Само доколку е во партија, окей, нека ги гледа партиските. Меѓутоа, ако ќе биде избран, е веќе друга ситуација. Тој е председател на сите. Тој е председател на сите. Тој е председател на тие што не го гласале. Так. Некој блиц прашање, левичар сте по убедување? Па, имаше, кога правевме страница сега на председател на Јури Филипов за председател, и Фейсбук ве прашува. И има градација таму, од скроз левичар до скроз десничар, Тоа е некој квиз? Не, морате, иначе нема да ви се појави страницата. Обидете се да направите ваша страница. И таму нема социјалдемократ, замислите. Добро. Нема ни социјалист, кој има левичар, либерал и на крај конзервативец. Не десничар, туку конзервативец. Јас напишав дека сум либерал, ама тоа либерал, умерен, тоа значи повеќе социјалдемократ на некој начин, на нашки преведено би го ставил. Видете, Фейсбук не препознава социјалдемократа, цела Европа партиите се социјалдемократи. Добро, значи вие се меѓутоа тоа не дефинирате себе си. Како социјалдемократ сум бил поранешен член на Сојузна комунисти на Југославија од 77 до распаѓањето на Сојузна комунисти, значи од студент до Значи левите па да речеме лева, меѓутоа знаете што е лева? Лево е Има некои леви што се подесни од десните и има некои десни што се полеви од левите. Ајде ќе тоа не значи идентификација со одредена партија. Заради тоа ќе ве прашам неколку прашања, да не филозофираме. Рамен или прогресивен данок? За каков данок се залагате? За прогресивен. Тој е таков секаде во Европа скоро.
за прогресивен данок, затоа што еве керка ми се мисли сега на работно место. Вели ако ме унапредат, ќе имам помала плата. Зашто бе? Ќе имаш па затоа што ќе ми земаат поголем данок и ќе треба некое време ќе има помала плата. Меѓутоа, тие се свесни за тоа. Затоа пак сите жители на Австрија или на Германија велите Виена е најдобро место за живење, а зошто е најдобро ги прашуваат граѓаните, а тие живеат под такви услови. Вика сега тој знае дека до одредена висина на платата тој данок го плаќа. Штом скокне друг дан, дури дали сте сам, дали сте оженет, дали живеете со партнер. Ако сте сам, повисок данок. Да. Зошто? За да бидете двајца. Ако се возите во кола сами, ќе се возите кај што лентите кај што ќе одите поспоро. Ако се водите четворица во кола, ќе возите на лента кај што можете да одите многу брзо. Да. Тоа е и во Канада така, еколошката свест со тоа еколошка свест и финансиска, се намалува користење на бензини, значи да. Има повеќе бенефити. Став за ЛГБТ заедницата? За ЛГБТ заедница, јас тоа и го напишав веќе, не само за ЛГБТ, тоа го сметам за лично право и секој има право да бира во која вера ќе биде, каков ќе биде неговиот полен живот, сексуален живот. Тоа се толку лични работи што не забранувам и прашување. Мислам, тоа е толку лична работа, така што Став за правата на жените? Правата на жените, јас имам 3 ќерки и една жена. Кај нас имаат повеќе права од мене. Нормално правата на жените кога да бидат нормално минимум колку правата на мажите, а дури и малку повеќе затоа што имаат природно поголема обврска. Сепак тие носат дете 9 месеци, тие се изложени на многу да речеме по тешки услови во развојот на децата. Децата се приврзани со мајките. Претпоставувам дека се залагате и за породилно отсуство на мажите. Како не? Добре. Еве сега мојот зет, тој не само што има право, туку има обврска. Значи 9 месеци е породилното. 6 месеци ќе ги земе ќерката, а зетот има право на 3 месеци. А минимум 1 месец мора да земе. Значи него ни прашуваат дали сака или не, че рече тоа имам ја работа, жена ми или ќе платам некој да гледа. Не, ќе ги земеш месец дена ти да го гледаш бебето. Дали сте религиозен? Тешко прашање, иначе сум христијанин православен, религиозен не во смисла штом се определувате, не велите атеист? Не сум атеист. Добро. Воопшто не сум атеист. Агностик? Не сум ни тоа, како да речем. Се определувате дека сте припадник на христијанин православен. Христијанин православен. Знаат луѓето што верувам во Бога, тие што ги следат книгите што ги пишувам. Верувам во Бога. Сега, тоа е посебна тема, може да зборувам. Посебна тема. Реков дека се блиц прашања. Имам зетовци, едниот е католик, другиот е протестант, јас сум православен, децата какви ќе бидат внуците, вика, кој ќе наполни 18 години, нека се определи. И така се слагаат. Значи, тие се имате собствен бизнис? Имам собствен бизнис, тоа ми е гаранција на независно мислење и за LGDP, и за, не знам, и за религија, и за политика. Гледате, прифаќам и државнички функции. Овој пат најавив дека платата од председател нема да ја земам. Зашто имаше... еве го уште еден сака фотели или не знам така. Имам доволно заработено досега и имам и натаму бизниси што ги водат други, имам извршни директори. Добро. Годишно нормално дека ќе ми следи тој профит оданочен. Ќе го расподелам на 12 дела, па пак личи на председателствувањето на Трамп. Па пак ќе имам од што да живеам. И онаа плата што е председателската, не знам како ќе биде, колкава и да е, ќе поделиме можеби на 5-6 луѓе или студенти или не знам, тоа ќе се реши доколку дојде до така. И до сега даваме разни донации и стипендии, меѓутоа не го објавуваме. Ова морав да го објавам заради оголемен број, уште еден еве го се јавува за да живеот, не работам со
градежни индустрии, нема некои тендери, не знам, некои такви работи. Мојата работа е повеќе научно-стручна. Да. Треба да се укинат привилегиите на досегашните председатели? Во која смисла? Има најава, и Гордана Силјановска најавува дека... Што се однесува до мене лично, не ми требаат никакви привилегии после. Меѓутоа, треба известен период сигурно да помине, јас гледам како е во останатите земји. Председателот сепак известен период или премиерот и после завршувањето на функцијата, не привилегии во смисла на пари или на не знам што, меѓутоа едно обезбедување со него барем првите година-две, зашто во својата служба тој ќе мора да донесува и одлуки што нема да му се допаѓаат секому, па и може да биде мета на така и може да биде мета на разни закани од милитанти во било каква верска или политичка до не знам, па и до лична, некому не сте дале помилување, другому сте дале или некаков анимозитет и барем некое време треба да ги има таа привилегија. Право е на парламентот нека одлучи, јас не се залагам за ништо специјално. Јас лично нема да барам никакви привилегии, освен тоа што пропишаните со закон. Добро, јас ви благодарам. Иначе јас би си направил сам канцеларија, ако донесе таков закон, па мислам во Хрватска донесува веќе со кој што им ги одзема. И да ја финансирате и ќе си ја финансирам јас или ќе направам некоја фондација или таа фондација што ќе се направи, што ќе ја дава платата, ќе ја продолжиме по урнекот на председателот Григоров. Да, е такво нешто би направиле. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин. Благодарам на поканата.